цената се големи трошоци за увоз на електричната енергија. Но откако на 18 октомври беше објавен оглас за примање на 625 лица, очигледно зголемените трошоци за увоз не биле причина за зголемувањето на цената на струјата, туку пред се потребата да се обезбедат пари за партиските војници на ДПМНЕ. Вработувањето на нови 625 партиски војници ќе значи дополнителен притисок за цената која што ќе го плаќаат сите граѓани преку ново поскапување кое ќе ни го испорачаат после локалните избори. При тоа, најголем дел се лица кои досега се ангажирани преку агенциите за времени вработување. И затоа огласот трае само 5 дена, при што за, например, 18 хигиеничари за канцеларии се бара искуство од 1 година. Да бидам искрен, бараат и 17 хигиеничари за канцеларии без искуство. Абсурдот на тврдењата на Елем дека се работи за некакво подмладување паѓа во вода со самиот факт дека во тие што веќе се ангажирани има многу лица со поодминета возраст. Во изминативе 7 години нема ниту една нова инвестиција, освен довршувањето на Света Петка, која траеше рекордни 7 години. Сосема е нејасно зошто има потреба од толку ново вработени во Елем, кога нема ништо изградено. Вообичаено, бројот на вработени во хидроелектраните е многу мал, што уште повеќе најавите за нови партиски вработувања ги прави сомнителни. Доколку се инвестирало на вистина во автоматизација и модернизација во блоковите во Битола, сосема е нелогично да постои потреба од нови вработени. Во последниве 7 години цената на Елем се зголеми за 82%, од 1,3 денари по киловат час на 2,37 денари по киловат час. Досега, за жал, граѓаните на Република Македонија со ова зголемување ги плаќавме. Кршењето на багерот, поправката на багерот, да подсетам, чинеше 40 милиони евра. Рекламни кампањи, целосна промена на возниот парк, пред се за раководниот тим, джипови, ауди и што уште не. Целосно поплавување на Охрид и Охридско во јануари 2010. Огромни трошоци за репрезентација од страна на раководниот тим на Елем. Незаконско префрлување на пари, околу половина милион евра, на фирми ќерки на Елем кои стопанисуваат со хотелите. Трошоци за мобилни телефони и интернет на партиски активисти за време на изборни кампањи. И покрај ова енермно зголемување на цената, производството на Елем не се зголеми. Единствено бројот на партиски, но пред се нестручни кадри. Власт упорно молчи и нема одговор. Како може со пониска цена за 82% и помал број на вработени во периодот 2003 и 2006 да се произведувало за 10 до 15% повеќе на годишно ниво? Благодарам. Доколку имате некои прашање. Владачката партија постојано го обвинува и на медиумите се врти спот во кој покажува дека главниот виновник за високата цена на струјата е всушност продажбата на ЕСМ своевремено кога СДС беше на власт. На медиумите се вртат многу глупости, вклучувајќи и таа во прилог на владините реклами. Последното поскапување на електричната енергија е исклучиво по барање на Елем, државна компанија. Заради недомакинското работење, поголем процент од поскапувањата на струјата во изминатите 7 години се причина за тоа поскапување и ценовниот шок што го чувствуваат граѓаните. Значи, доволно е само да се провери во Регулаторната комисија за енергетика и да се побара врз база на чие барање се зголеми последниот пат. Тоа е исклучиво заради Елем. Со тоа барање што им е одобрено, Елем ќе инкасира во 2012 година 15 милиони евра повеќе пари. Очигледно, тие пари биле за партиски, но пред се нестручни вработени, а не за подобрување на состојбата во Македонија. Може на втора тема? Може. Дали имаше средба меѓу вашиот лидер и лидерот на ДПА околу несогласувањата, што јавноста го рекла дека на СДС околу законот за култура? Кога ќе има средба, за тоа ќе се обелодени. Благодарам.